Градоначалникот Јакимовски секојдневно е на терен, следејќи ги градежните зафати кои моментално се одвиваат низ територијата на Карпош. Во негова придружба беше и инженер Живко Грујовски од Оделението за комунална инфраструктура на општина Карпош. Прва во планот за посета беше улицата Петар Драганов, каде се вршеа завршните подготовки за нејзино асфалтирање. Тафталиџе 2 веќе се реконструирани скоро сите улици, остана само Урош Џудовиќ, Петар Драганов и Душко Бојковски. Урош Џудовиќ пред 2 години веќе ја реконструиравме, значи остануваат само овие 2 улици кои што ќе ги направиме ова година и со тоа практично Тафталиџе 2 нема ниту една нереконструирана улица. Сите улици од прва до последна се реконструирани со заменети рабници, тротоари, со заменето улично осветлување, значи ова се работи за комплетно нова населба. Ако на тоа додадеме и новото изградено училиште Братство, ние практично добивме овде во Тафталиџе 2 комплетно нова населба, зашто мислам дека населбата го имаше тоа право после 50 години од моментите кога е изградена населбата после земјотресот. Затоа што во изминативе години многу пати е вршено прекупи ради приклучоци на канализација, вода, електрична енергија, кабловските оператори и така натаму. Со ова практично затвараме сите делови, ги затвараме сите улици, воспоставени се подземните инсталации кои што се потребни за во иднина, за да може да овозможиме да нема копање повеќе на улиците, туку да се оди преку тие подземни цевки кои што ќе се поставени од страна на Евана, од страна на кабловските оператори и на водовод и канализација. Што велат роковите и која е финансиската конструкција за овој зафат? Роковите велат дека сето ова ќе го завршиме некаде до крајот на мај месец, значи овие 2 улици. Финансската конструкција е обезбедена од страна на локалната самоуправа, значи не се работи за кредитни средства од Светска банка или од некој друг, туку исклучиво од буџетот на општина Карпош. Колку сте задоволни од тоа што општина Карпош работи на терен и ја асфалтира оваа улица која можеби 50 на години не била направена? Више од 50 на години, од како сме дојдени од 65 година, оваа улица не е фатена. Значи сме задоволни што сега, после толку години, дојде да се направи, да се реконструира и нашава улица, Петар Драганов. Започна изведбата на паркинг простор за 40 возила пред Министерството за економија и тука проверка на фактичката состојба и активностите кои се во тек. Во урбаната заедница Владо Тасевски се работи на подготовка за асфалтирање на улицата Алжирска, на која претходно беше изведена атмосферска канализација. Градоначалникот Јакимовски ја искористи приликата да ги замоли граѓаните да бидат покооперативни кога се врши асфалтирање и да ги отстранат возилата за непречено работење на механизацијата. Ова е улица Алжирска во населбата Владо Тасевски. Вршиме реконструкција на коловозот во должина некаде околу 150 метри. Овие 150 метри ќе бидат платени од општинскиот буџет, останатите 150 метри ќе бидат со средства од Светска банка, со тоа што на овој дел поставуваме и атмосферска канализација. Во случај на пообилни дождови, значи водата да има одседување, така да со тоа значи и ќе го продолжиме векот и на она што вршиме асфалтирање. Со реконструкцијата на Алжирска и на Каирска практично значи дека целиот овој дел овде ќе бидат, граѓаните ќе возат по нови коловози. Веднаш потоа и оваа сообраќајница доби нов и квалитетен асфалт. Обиколката продолжи во населеното место Бардовци, каде Јакимовски направи увид на улицата 6, која пред некое време беше асфалтирана. А граѓаните благодарни на локалната самоуправа за се што направиле за овој дел од Карпош. Инаку на овој потек се работи интензивно во сите комунални сфери.